Здраво, Македонија! И овој викенд се дружиме во листа за 300. Старо нови надпреварувачи со скроз нови теми. Знаете дека прво ги запознаваме, односно ги представуваме денешните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Антонио и Горан. Повелете. Како се, Антонио? Добри сте. Добре, супер. Така е. Пред почеток ме опомена дека мораш да поздравиш некого и веднаш ти предавам. Онда почне прв или ја? Се едно. Инспектор почне прв. Да, инспекторот почне прв. Инспектор почне прв, така ли? Инспекторот почне прв. Многу кратко, да му дам предност после него. Повели. Чекај, вистина дека ти се налјутиле луѓе дека не си ги поздравил, така ми кажа. Да, бидејќи некои гледале веќе, некои разбрале и вика не спомна ништо, така да вика гледај. Добро, и сега ќе се обидам на кратко. Списокот на кратко, браво. Да, баш да ја поздравам мојата сопруга и моите близнаци. Си заборил сопругата и близнаците да ги поздравиш? Да, едниот освои на Корчагински олимписки игри прво место во шах, другиот во Белгија во Беверен освои трето место на Еврокуп по џиу-џица. Браво. Поздрав до моето семејство, до сите други членови на моето семејство, вработените во водовод и канализација и Населба Пинтија. Коле поздрав, то сите нив и од мене. Антонио? Ништо, јас, пета емисија, последна е, така? Да, мислам дека така. Чекај, сега ќе ме прашам и тоа. Таман се загреавме. Таман се загреав, кажи тргна таман да работа. Да, добро. Ето, ја би сакал, чекав да е петата емисија, не беше предизвик. Да ги поздравам, значи, прво најблиските, мајка ми, сестра ми, зетот и внуките Јована и Јана. И вети в пет емисии, пета. И сега ги поздравувам. Да. Си стоиш на зборот. Тоа, да, и би ги поздравил исто и корчагинците, ги спомна синчето му учи у Корчагин. Лани правевме 30 години на Турска. Све здрави луѓе, нормални луѓе. Како што треба луѓе. Со добри животни патишта тргнати и така, да сега се окей. И многу има устранство. Да. 19 до 35 се устранство. Да, нека се живи и здрави, да. Нека се живи и здрави, се надеваме дека ќе успееме да ги привлечеме назад да се вратат. Да. А од мене голем поздрав до Македонската квиз асоциација, на која што членуваат и двајцата и кои што од кои што имаме редовни учесници тука во листа за 300. И нека знаат кога сме најуморни, сме најопасни. Да, пазете се за тоа, внимавајте. Да, Антонио Горан, подготвени за денеска. Како и секогаш пета емисија, колку пари до сега успеавте да ми земете? Мислам дека укупно 500. 500. Вкупно 500. Ке има за стар одмор? Ке има, кажи да. За стар одмор за стар одмор. Во сезонски. Сега, во јуни некаде. Администрација има одмори стари, нови. Супер и да ги користите. Да ги искористите и доколку ходите на одмор, стварно убаво да се поминете. Да. А сега да се вратиме на тоа што ни е тековно. Денешното издание на листа за 300, повторно домаќини, повторно ваше домаќинска кабина. Повелете. Благодарам. А да си продолжиме со денешното издание на листа за 300, секако треба да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Таа улога и припадна на Петар и Сашо. Повелете. Здраво. Како сте? Здраво. Добри? Добри. Расположени? Па се надевам. Се надеваме со трема. Како стоиме? Нема зашто. Нема трема, Нема така. потреба. Многу сакам од ќе стоиш. И кога се гледа дека е така, да вистина муабет. Ајде на кратко да ги запознаеме нашите гледачи кои сте, од каде доаѓате. Доаѓаме од Прилеп. Јас сум учествувал два пати до сега во Така. квизот, со ми е трето учество. Што направивме во минатите изданија? Првата беше 100 евра, а втората еден круг поминуваме, втори изгубени. Штета. Денес имаме шанса за поправен. Имаме едно изненадување засно, за тоа понатаму ќе збориме, се прво да си ги стераме оние тековни работи. Сашо од Прилеп, женет, две деца. Не ме да заборавиш да ги поздравиш. Бе, Лучина ги поздравам. Поздрави одма. Во Германија ми се... Во Германија? Двете се и черката Од и една синот. страна супер, од друга страна баш ми е жал што се Германија. Тие нешто не се тука поблиску. Ама по Германија не е толку далеко. Ама не е далеко, зида, Да. одимите и да сега ќе Супер. дојде кај да се тука, ќе дојде за падене тука се. Супер. Аха, Си, да, одлично. си одиме ние се гледаме. Супер. Во кој град се каде? Во близу Штутгарт, Библинген е чупето, а машкото ми е во на Фридрихсхафен. Супер, одлично. Нека се живи и здрави. Сите нека се здрави. Па додека се тука во Македонија, ако сакаат нека повелат во листа за 300. Таман едно ново искуство и доживување. За денеска подготвени? Подготвени? Да, со трема? Не, така.
Почуваме како предизвикувачи, се надеваме дека нели понатаму ќе поминеме во домаќини. Ако сте подготвени да не ве држам повеќе. Така си викаме се. Ваше предизвикувачката, чекај, ствари да прашам уште еднаш да не направиме беле. Да не сакате уште некого плюс да поздравите. Колеги, пријатели. Сите што гледате. Колегите од Тиква да ги поздравиш. Така. Нема гледам се наљутиле, после ја излезам крив. Во ред. Тука не е впрочем и цело издание на листа за 300, ако сме заборавиле нешто ќе си кажеме. Спад. Да. Предизвикувачи, повелете во предизвикувачката кабина. За да продолжиме понатаму со денешното издание на нашиот квиз, мора да ги провериме кабините и дали функционираат онака како што треба. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Петар и Сашо, дали се слушаме? Се слушаме. Ако имаме некаков технички проблем, да ми кажете веднаш. Ако нешто не ме слушнете или пак не е јасно, веднаш да ми сугерирате за да повторам, да ги разјасниме работите. Немојте никако да претпоставувате затоа што до сега сме имале доста грешки така направени. Подобро прашајте ако нешто не е јасно. Петар и Сашо, со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме вашата кабина, за да провериме кабината на Антонио и Горан. Дали се слушаме, домаќини? Изварено. Се слушаме. Супер, и јас одлично ве слушам. Немој така, немој стресови такви да ми правиш. Барем не сега. Чекај. Денеска, како што рековме, пето издание, имате шанса повторно да заминете со победа, односно со шанса за да освоите парична награда или пак да им ја предадете вашата кабина е лабаво онака на вашите противници. Знам дека нема да биде лабаво, дека до крај ќе се борите, па затоа да не Кажи ми само дали во следната емисија тие учествуваат? Секако? Да. Секако. Секако. За да знаете дали да им попуштате. Нека не се мачат многу. Оставаме да видиме како ќе течат работите, без попуштање во секој случај. Со среќа Антонио и Горан. Благодарам. Нека победи подобриот денеска. Така е. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи може да започнеме со денешното издание за листа за 300, се извинувам. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: машки имиња кои завршуваат со буквата Р. Бараме машки имиња кои завршуваат со буквата Р и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши сограѓани. Антонио и Горан, дали не е јасна темата? Да. Супер, Петар и Саша, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Петар и Сашо, што значи ќе ве замолам да исклучиме кабината на Антонио и Горан. Петар и Сашо, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. 20. И едно. 21. 22. 22. Слободно. Да одговарат? Да. Петар и Сашо, Антонио и Горан да решија да ви дадат шанса вие да го отворите резултатот. Се надам дали во ваша полза, ќе видиме сега. Немаме многу празни полиња, но не се ни малку 22 надававме, што значи ни требаат 22 машки имиња кои што завршуваат со буквата Р. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Александар. Александар. Така е? Драгомир. Извини? Драгомир. Драгомир. Така е? Арбер. Арбер. Така е? Витомир. Витомир.
Така е. Велибор. Велибор. Точен одговор. Владимир. Владимир. Моето име Петар. Владимир, точен одговор. Петар. Така е. Житомир. Житомир. Жал ми е, Петар. Житомир. Драгомир. Далибор. Да кажеше Далибор, ќе беше друга. Да, избрзано, малце. Да, различна ќе беше приказната. Да, избрзавме. Дали познавате некој Житомир? Да, Да? еден. Еден. Ни фалат уште четворица, значи. Штета. Интересно име, ја до сега не сум го слушнал. Голем поздрав ете до Житомир, кој што го познаваме. Се надеваме дека во блиски дни на ето уште четворица ќе има, па во наредното издание на листа за 300 како точен одговор ќе биде. За жал денеска не. Има уште доста имиња да играме, како што рековти Далибор, потоа како извини? Владимир. Владимир, мислам дека го игравме. Добро. Во секој случај да. Глигор, Григор, Градимир, Давор, Далибор, Димитар, потоа Добромир, Емир, Зафир, Звонимир, Имер, Лазар, Момир, Митар, Светозар, Тихомир, Теодор, Чедомир и така натаму. За жал, Житомир го нема во Државниот завод за статистика на Македонија. Ништо не е готово за Петар и Сашо. Ова беше првата лицитација. Знаете дека треба да играме уште една. Доколку во ова остварат позитивен резултат, тогаш победникот ќе го одлучиме на пенали. Но да не брзаме, сега да им честитаме прво и на Антонио и Горан за првиот освоен поен. Ние знаеме еден Житомир, ама од една српска серија, да не се збунија. Породично благо се викаше. Аха. Таму е Житомир. Може, Со не. тика шпици и бата Ѓошо. Да, може, стварно. Јас кај нас тука до сега не сум го сретнал Житомир. И ја не сум го чув. Да, се надам дека во иднините. Може би ќе запознам дека така е. Антонио Горан, не се опуштете премногу, има уште една лицитација. Па да не должам повеќе, драги гледачи, темата за втората лицитација гласи: држави кои излегуваат на Индискиот или на Тихиот океан. Бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации од целиот свет, чии брегови излегуваат на Индискиот и на Тихиот океан, без обзир дали се копнени или островски. Европски држави кои се уште имаат своји колонии во тој регион, како Велика Британија или Франција, не се признаваат. Чисто како објаснување, тоа станува збор за источниот брег на Африка, па сето западниот брег на Американскиот континент. Антонио Горан, дали не е јасна темата? И државите на Црвеното море и на Аденскиот залив и тие влегуваат, така? Мислам дека да. Тоа е дел од Индискиот океан. Дел од Индискиот океан, да. Индиски, така ќе му даде. Така е. Петар и Саша, дали не е јасна темата? Да. Да. Ако имате нешто во продолжение, слободно прашајте. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Петар и Сашо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Петар и Сашо, кога ќе имате понуда, споделите со нас. Само едно прашање. Повелете? И оние земји кои се во заливите, и тие се скажуваат, така? И тие доколку излегуваат на Индискиот или на Тихиот За разлика океан? што се во залив. Да. Добро. Започнуваме со Пет, рековме, така? Пет. Ништо не ве слушавме инаку што зборевте. Треба да слушаме или не треба да Не, слушаме? тоа не, со нив разговорот не. Добро е 15. 15. 15. 20. 20. 25. 25. 30. 30. 30. И 5. 35. 36. Едно повеќе 36. 37. 37. 40. 40. И 1. 41. 42. 42. 43. Едно повеќе 43. 2 четворки. 44. 45. 45. И 6. 46. Слободно. Да одговарат. Ајде, Антонио Горан, денеска
пето Одмараме учество, да, така, полабаво малце, полегче. Да видиме дали ќе успее и овој пат истата стратегија. Петар и Сашо, сега имаме 46 празни полиња, што значи бараме 46 држави кои се излегуваат или на Индискиот или на Тихиот океан. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете, немојте да брзате, времето е на ваша страна. Сад. Соединетите американски држави. Прв точен одговор. Канада, Канада. Така е. Мексико, Така е. Ел Салвадор, Ел Салвадор. Ел Салвадор, четврти точен одговор. Коста Рика, Така е. Панама. Точно. Колумбија. И Колумбија точен одговор. Перу. Ова се држави на Тихиот океан, така е. Еквадор. Точно. Чиле. Така е. Египет. Египет преку Црвеното море излегува на Индискиот океан и тој е 11-ти точен одговор. Џибути. Така е. Сомалија. Така е. Кенија. Точно. Танзанија. Така е. Јужноафричка република, Јужноафриканска република. Така е. Комори. Така е. Мадагаскар. Точно. Сейшели. Точно. Малдиви. Така е. Саудиска Арабија. Точен одговор. Јемен. Така е. Оман. Така. Обединети Арапски Емирати. Така е. Точен одговор и Катар. Бахрейн. Точен одговор. Иран. Така е. Кувајт. И Кувајт е точен одговор. Пакистан. Со Пакистан имаме 29 точни одговори до сега. Индија. Со Индија заокружуваме на 30. Шри Ланка. Така е. Бангладеш. Точен одговор. Мјанмар. Така е. Тајланд. И Тајланд е точен одговор. Виетнам. Така е. Сингапур. Точен одговор. Индонезија.
Точен одговор. Малезија, Малезија. Така е. Источен Тимор, Источен Тимор. Така е. Брунеј, Брунеј. Точно. Папуа Нова Гвинеја, Папуа Нова Гвинеја. Така е. Филипини, Филипини. Така е. Кина, Кина. Точно. Јапонија, Јапонија. Така е. Северна Кореја, Северна Кореја. И знам дека е точен. Хајде. и уште едно, Да. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Педал. Браво, без застанување, без пауза. Како ги почна, така ги кажа секоја Уште чест. десетина други има. Сигурен сум, ама да ми мене шанси ја да прочитам некој, да не биде дека Ајде, само сум кажете. што е денеска. Зата. Честитки, го освоивте вториот поен, што значи Пенали. резултатот е изедначен, ќе играме пенали. Антони и Горан, сепак нема одмарање, Нема. мислевме дека ќе одмориме, ќе штедиме нели енергијата и стагата и концентрацијата за оној финалниот дел, но сепак ќе мора да играме пенали, не ви е непознато, знаете што како. Ако да пружиме шанса. Така е. Јас знам дека има преку 70 држави. Така е, ја имам тука 71 забележано, се надевам дека точна ми е таа бројка. Ќе видиме. Од останатите кои што можеме да ги кажеме, тука ги имаме и Австралија, потоа Израел, Јордан. Кажавме многу голем дел, сега јас имам проблем, требаше да оставам Петра да наброи уште 10. Нов Зеланд. Како? Нов Зеланд. Нов Зеланд, така е. Тувалу, Вануату, Чекај ме, пробам јас сега Науру. поред. Ајде, кажувај. Тувалу, Вануату, Науру, Така е, Џибути, кои имаме други? Самоа, Така е, Самоа, Русија не ја кажавме. да, Русија. Тонга, Тувалу, Хондурас, Фиџи, Фиџи и Фиџи. така натаму, да. Ги имаме, ги има уште доста. Некој дика и нив таму, ајде. Нега, да. Антони Горан, сега се селиме на пенали, Петар и Сачо, истото важи и за вас. Бидете сконцентрирани, затоа што на пенали правилата се малку поинакви. Одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши, додека одговараме кабините се вклучени, што значи ми постои шанса да си ги слушнеме одговорите при консултација, нели, со нашиот сопартнер. Затоа бидете внимателни. А сега, темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Едно име имаме". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во песната "Едно име имаме" од Јонче Христовски. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Зборовите од насловот не се признаваат. Антони и Гора, дали не е јасна темата? А извини, како гласи точно насловот, да знаеме кои зборови не се признаваат? Едно име имаме. Да. Тие се трите збора. Аха. И тоа не се признава, тие три збора, ако Да. ги кажеме, не важат. Да. Без разлика што ги има во текстот. Без разлика. Океј? Петар и Сашо, дали не е јасна темата? Да, да. Да, одлично. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога ги припадна на Петар и Сашо. Петар и Сашо, кога ќе бидете подготвени, да го слушнеме вашиот прв одговор. Носиме. 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 Така е. Душата. 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 Така е. Тебе. Тебе. Така е. Живот. Живот. Така е. Даваме. Даваме. Така е. Македонио. Македонио. Така е. Петар и Сашо, ви треба одговор?
Срцето. Срцето. Срцето не гледам. Чајте да проверам уште една убава, бе. Нема. Антони Горан? Нема значи, а? Срцето. Нема. Се смени, така? Да. Ако погодите, победивте. Да. Ајде, горе. Вардар. Вардар. Ајде да видиме. Покрај Вардар, македонци. Така го има Вардар. Ја му кажав да кажам. Да, слушам дека ти му кажа. Ја му кажав, да му дам сигурност малце. Антони Горан. Се дали е Вардар или Вардаре. Вардар е зборот што го баравме и среќато што Морам го да го кажавме. пеам. Честитки до вас двајцата. Повторно ќе се дружиме тука по пети пат. Петар и Сачо. Заглавиме после рефренот. Сега ќе ви ја прочитам целата песна, прекрасна песна е, но знам дека Сега ни текна. Малце, знам дека сега ќе ви текне до тоа е што е. Имам едно изненадување за вас двајцата, што мислам дека убаво ќе биде да се слушне. Иако денеска беше вашето прво учество и бевте елиминирани од Антони Горан, сепак, затоа што е нивно 5 учество во листа за 300, со wild карта што се вика продолжувате понатаму. Што значи во наредното издание на листа за 300 повторно ќе се дружиме со тоа што тогаш ќе седите во домакинската кабина и ќе бидете домакини. Се гледаме во следното издание. За жал денеска морам да ви кажам чао. Пред да продолжиме понатаму и да ги повикам Антони Горан да ми се придружат тука на главната сцена и да ги сочиме со темата од нашата листа, да ја прочитаме и песната Едно име имаме од Јонче Христовски. Покрај Егеј македонци, покрај Вардар македонци и под Пирин македонци, славно име непокорно. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонио. Како килим полиња, а до небо планини, реките златоносни, а езера бисери. Мајко Македонио, балканска убавице, кој се родил во тебе и живот дава за тебе. Тоа се зборовите од песната Едно име имаме, а сега, Антони и Горан, повелете да видиме дали ќе си заминете дома со парична награда. Останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Антони и Горан ми се придружија по пети пат тука на главната сцена и по пети пат ќе имаат шанса да се надпреваруваат за парична награда. До сега, ако не се лажам, успеа да ми однесат 500 евра, што би се земало во просек нешто поише од 120 евра по емисија, 122 кома нешто, да. Тоа е банкарска немеца. 125 точно, така е, брат. Видиш бе како некој банкар тоа ме за 2 сати ги зема. Абе, не мора да, да, добро, да бе. Сум од Корчаген. Ама тоа е што е. Така, требаше може некои теми со математика да дадеме малце да... Корчагинци сите. Може би подобро не. Може, за мене најдобро што не. Верујте, тек тогаш ќе се брукав тука, ама сега не сум битен јас во оваа приказна. Битно е што ќе набрат Горан и Антонио. Ја имам темата, имам интересна тема за денеска, но пред да ви ја кажам, знаете дека треба на брзинка само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме онаа максимална парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заменувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Горан и Антонио, да не ви го гума повеќе времето, да слушаме темата, може? Само не географија пак Мишел. Не е географија, интересна тема како што реков. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема добитници на Нобеловата награда за мир. Извор, сајтот на Нобелова награда. Бараме најмалку презиме на било кој добитник на Нобелова награда за мир од 1901 година до последната доделена во 2024 година. Без оглед дали се мажи или пак жени. Ги признаваме и организациите, се извинувам, кои што ја добиле оваа награда. Има доста звучни имиња. Така е, затоа внимателно, пополека. Имаат освоено музичари. Боб Гелдов, тие.
И не заборавајте дека тука си многу познати звучни организации, исто така мировни организации. А и организации се Да, важни. и тие се признаваат, затоа бидете, имаме ги нив многу звучни имиња. Тоа да видиме со вие. Некои од нив и тука и кај нас работат и Физичари, химичари, функционираат. има ли такви? А види, ако кажеме некоја организација што не е баш тоа името, например, лекари во светот или светски лекари, како се вика тоа, не знам точно. Дека го признаеме, брат. Сега да не е За таа дептан, зборува. нели? За мир, добро. Да не е светски лекари, а не викаме европски. Да. Па сега. Идва со Горбачов, Вили Бранд и Барак Обама. Има тука и председатели, Да, да. има и, како се вика, борци за мир, активисти, има и музичари, Те сме тука, има и тука. писатели, затоа Лезман Туту е тука, да. бидете Ќе си. видиме, да. Добро, Има ајде. тука и наша една представничка исто така која што има добиено Нобелова награда за мир. Има тука и спомен куќа нејзина, и улици, и Ајде, така почнеме. натаму. Тројка една. За неа знаеме, за другите не знаеме. Ајде за 50. Пуште две после, тоа е тама за 50. Се зема. Ај, не за првен ќе ја кажам. Повелете. Ајде, мајка Тереза. Започнуваме со мајка Тереза. Така и прв точен одговор. Михаил Горбачов, Михаил Горбачов, така е, председател на... Он ќе му дојде Советскиот сојуз или на Последен Русија? председател на Последен Советскиот сојуз. Така. какво име тоа? Михаил Горбачов со флеката беше он така, со флеката горе, точен одговор, така е. И Барак Обама. Барак Обама ќе остане. Барак Обама. Не знам само што заслужил за мир да има. Да. Човекот кој во Не својот навлегувам. мандат Не, знаем. предизвика најмногу војни. Да не чуете од амбасада америчка па да не. Ама за да донесе мир ти ништо не разбираш. Па може да е така, Затоа може. намерата била битна. Значи, Така е, он има така е. многу голема намера за да донесе мир на сега. е, така е. Со Барак Обама, ќути ти 50 евра ви донесе Барак. Да. Се ти, ќути се од нека пука ти парите у джеп, тега е. Десмон Туту е сигурно. Дезмон Туту има за мир сигурно. Дезмон Туту е тука. Да, тука. Тука е тука. Достатка Бранд, Вили Бранд, Дезмон Туту и ще ќе оставиме. Не, чекай. Вили Бранд има за мир. Чекай, ово е на YouTube. Не, печат не. Дезмон Слушај го, Антонио. Да, слушај. Дезмон Туту, Вили Бранд. Ние светски лекари. Да, чекай. Дезмон Туту, Вили Бранд и Хенри Кисинџер. Не знам Хенри Кисинџер дали има. Добре, ама Кисинџер, добре. Овој како се вика. Ајде, одиме понатаму. Одиме понатаму. Да. Ајде. Одиме со еден свештеник ли е, поп ли е, Дезмон Туту. Дезмонд Да, Туту. да. Овој како се вика, нема малку утре. Искрено не знам, но Тој или? Да. го имам на списокот Добре. тука, нема да навлегувам во тоа што е како е, можат секако Јужноафриканска република ете Дезмонд Туту. Точен одговор. Еден германски политичар што се поклони на жртвите на нацизмот, Вили Бранд. Мислам дека Вили бил- Бранд. Да, Така е. така е. 1971 Браво Вили за Бранд. информације. посвои. Ете, мене ми ги скративте маките, требаше да барам за да имам што да кажам. Вили Бранд, пети точен одговор, така е. И Хенри Кисинџер. И Хенри Вили Кисинџер. Бранд тука си двајцата, па кој ги оставите тој? Не, па го ставиме. Кој проаѓа. Да, Хенри Кисинџер за 100 евра. Да. Точен одговор, добро. 100 евра се, ваши честитки. Сега, што правиме за понатаму? Прво да се измиеме со спотот малце. Да. Сега да и некој други мислиме малце. Ја мислам дека е доста. Имам. Ама види, еве, ќе го погодиме да речеме Бобдил, ќе ги погодиме докторите. Третото ќе го промашиме, ништо нема да земе. Разбираш? Малку да размисли, има време. Ајде. Значи, Нема проблем. Боб Дилан е тука, О спортистиве нема. Мислам дека нема никој. Джими Картер. Не знам Джими Дилан не, Картер. Джими дали. Картер има. Боб Дилан, Джими Картер. Мене ме интересира Мартин Лутер Кинг дали. Да, не може да ризикувам. Не, без ризик. Без ризик може да си ги кажеме ние, ама Не, да не не, мислам идеме. дека Вили Бранд го има сигурно Джими Картер. Можно е да го има, ама Не не знам сум за Джими сигурен за Картер, ама да тројца. не дојде 20 не може да ми текне. Да. Да. Се откажуваме. Доста е 100 евра. Кажи, Шест сега за евра, неви не. просекот, така е. Има кој што рече за стар одмор да се отиде се 3-4 дена сега некаде Не се да не се. се гледаме. Сега А, просекот е така. тачно ти како што го погоди. Сега е по 150. По 150, По 120, по пардон. 120 евра, така е.
Абе не, за ја на тој мислам цело време. Ноте не криво што си одиме. Пред време бе. Не бев сигурен да ви кажам И мене ме криво, Мартин да. Лутер Кинг дали има освоено. Да, имаше сега тука. Можете Боб да ги Гелдов? играте, Не, Боб Гелдов да ги нема. играте, го немам на список Боб Дилан да не Дилан. го. А Боб Дилан? Ама Боб Дилан мислам дека беше он дека зема. Еден од нив двајца Нобелова беше. награда. Ставаме поише, не може поише. Да, знам дека за литература Боб Дилан мислам дека зема, да. Ама покрај еве. Тука ги имаме исто и Вудро Вилсон, потоа Далај Лама, Јасер Арафат, Лех Валенса, Мартин Лутер Кинг, потоа Нелсон Мендела, Теодор Рузвелт, Хенри Кисинџер, Джими Картер, Џорџ Маршал, Симон Перес, па потоа ги имаме организациите Црвен крст, УНИЦЕФ, Мировни сили при Обединети нации, Лекари без граници, Обединети нации, Европската унија, Светска програма за храна, Amnesty International и така натаму. Ако нема папата Јован Павле II? Сега ќе проверам тука колку што гледам го. Или Карол Војтилак се вика. Вистинското име му е. Го нема, не. Јица Карабин, Ким Тој му да прости не. на Акџа за атентатот што му го изврши. Ама овој не му прости што не му успел. Европска унија немаше да каже постојано за Брексит поише. За Брексит да сме не е тоа. А тоа Никора. Честитки. Доста големо, да. И мене ќе ми за биде Брикс, криво, да- ќе ми да фалите, му ќе ми фалите многу, но ќе се дружиме во светите. Сега сме март април, до година ќе се појавиме пак март април, после Олимпијадата што ќе биде во Италија, Кортина d'Ampezzo и пред светското првенство во фудбал. Можете да замислите, драги гледачи, Март, април, темите 26. околу што ќе се вртат. А ви имајте прекрасен остаток од вечерта, од денот како сакате, секако чекате го следното издание на нашиот квиз. До тогаш, останете со програмата на телевизија Сител и никако не заборавајте. Ве сага Марки, ве сага телевизија Сител. Чао!